Амнестија за криминалци и насилници. Политички театар за суспендирање на судството и правдата. Ќе останеме ли без најбараните информатичари? Колку имаат плата и каде одат? Државата ќе ги отплатува долговите на расипничките градоначалници. Кој од нив ќе одговара? Шахмат за Македонија. Како и кој игра на таблите на древната игра. Денеска во Студио 1. Значи, досега гледавте разговор со Драголюб Јачимовиќ, велемајстор од чеховскиот клуб Алкалуит, еден од најпрестижните во Европа, кој за малку повторпат не освои европската титула на Европскиот куп на шахисти. Потоа имавте можност да следите дебата за амнестијата и суспендираното судство со Константин Кратовалиев, адвокат, и судијата Јордан Митриновски. Доаѓа време за прашање кои секогаш тикерите ги убават како топ вести од светот. А може ли топ вест, а да не е Трамп во прашање? Овој пат има неверојатна воена стратегија. Еден војник на еден бегалец од Мексико. Што е тоа? Па, од прилика се работи за констатацијата дека Трамп, барајки по светот каде да ја почне војната од кога е нели на својот двогодишен веќе мандат, како претседател на САД, одлучи сепак да ја најде војната на границите на Соединетите Американски држави. Се работи за упатување на 5200 американски трупи на границата долж Мексико. Војската треба да ги затвори 26 гранични премини долж Тексас, Аризона и Калифорнија со цел да ги прекине мигрантските рути кои доаѓаат од Мексико, односно огромниот број на латиноамериканци кои претежно повеќето се од Хондурас, се разбира, кои бараат начин како да влезат во Соединетите Американски држави по нелегален пат. Америка е позната мигрантска држава. Сега одеднаш Трамп го менува целиот тој дискурс. Сега најнова веста дека дури ќе го забрани доделувањето државенство според раѓање. Не е изненадување, бидејќи самиот Трамп уште во својата предизборна кампања велеше дека ќе ја сузбие мигрантскиот наплив, иако Соединетите Американски држави се мигрантска држава. Според статистиките, 1/3, секој трет американец е практично мигрант. Но во овој случај се работи за неколку преседани. Првиот преседан е праќање на толкав број на борбени трупи, односно воени трупи, долж границата. Знаеме дека Соединетите Американски држави имаат гранични сили, тие се викаат ренџери и полиција, и се очекуваше дека можеби ако има поголем некаков наплив на мигранти да се прати националната гарда за да им помогне на овие трупи. Меѓутоа, оваква воена сила со тенкови, дронови, хеликоптери, па можеби и авиони е на некој начин изненадување во јавноста, но има и причина за тоа. Причина се наредниве избори. На 6 ноември треба да се... Ама тоа е ризик со сериозни искушенија. Замислите да падне една-две жртви и повеќе на... Јас мислам дека е тоа пресметан ризик, бидејќи овие избори за Конгресот на 6 ноември се од големо значење за Трамп. Дури се смета дека е од поголемо од она кога Трамп пред 2 години ја порази Хилари Клинтон во претседателската кампања. Зошто? Бидејќи доколку проценките се дека во моментот односот на силите меѓу републиканците на Трамп, кои не се сита за Трамп, се разбира и демократите 50-50. Особено што статистиките укажуваат дека американците имаат ниска излазност кога се бираат конгресмените во Соединетите Американски држави. Но Трамп мора да победи на овие избори, бидејќи доколку демократите ја добијат превласта во сила во Конгресот, може да отворат многу големи, да кажеме, случаи околу Трамп и истраги пред се на руско мешање и останатите кои можат Трамп многу брзо да добие дури импичмент. Зошто се ја враќа динамиката на станите дома наспроти во еден момент закажувањето околу ракетниот договор, па нова средба со Путин, која рускиот претседател ја спрема, па реобновување на диалогот со Северна Кореја, само заради внатрешните состојби и изборите за Конгресот? Податокот не го кажавме. Трамп во моментов на границата има повеќе ангажирано трупи од што ги има на Блискиот Исток во борбата против ИСИЛ. Тоа се кажува. Веројатно стратегијата на штабот на Трамп е прво да ги порази непријателите дома, бидејќи е свесен дека доколку се бави само со меѓународна политика, а од внатре победат демократите, многу брзо преку Конгресот па и Сенатот може да дојде до
до прерано завршување на неговиот претседателски мандат. Добро, Дејан Андроновиќ, ти благодарам за овој дел на трампеизацијата на информациите, но освен оваа дипломатско-политичка кујна, има нешто што сите го читаме и го следиме, а тоа е банкротството кое подолго време е најавувано и се реализира конечно на еден од најпознатите готвачи во светот, да. Џејми Оливер. Да, Џејми Оливер банкротираш. На моменти почнав да го жалам. Да, не е за жалење. Не е за жалење, но му се затворени 5-16 ресторанти. Значи, тој првин почетокот на банкротот го доживеа пред година дена, кога неговиот ланец на ресторани Џејми Италијан, значи околу 16 ми се чини во Италија, дојде до банкрот. Па тогаш оној податок што се смеевме пред влезот во ова студио, Џејми, за да го спаси својот бизнис, инвестираше од своји пари некои 15,5 милиони фунти, што му биле заштеда лична, повторувам 15 милиони фунти, заштеда лична, но и после година дена тој не успева со тие средства да го спаси бизнисот и прогласи вчера и официјално дека завршува со тој дел од бизнисот, бидејќи доживеала неговата фирма банкрот, а тој како што изјави нема веќе пари да продолжи со финансирање на својот бизнис, нели? Значи на тој ланец ресторани. Меѓутоа пак ќе кажам, не е за жалење Џејми Оливер, напротив, не, таквата драматика произлегува дека треба дома да готвиме, да однесеме да ги нахраниме неговите 6 деца. Да, веројатно не може дома да ги плати сметките. Тоа е само доказ, чувам дека денешниот либерален капитализам или како веќе ова потрошувачко општество, значи Оливер е производ на потрошувачкото општество. Тој почна да ги прави тие шоуа, да кажеме да ги прави тие јадења готвени, а при тоа да ги рекламира состојките, за тоа да зима многу пари, да зима авторски права, да пишува книги. Познато е дека во 60 земји се продадени повеќе од 60 милиони негови книги за готвење и доказ дека во овој денешен свет преку ноќ можеш да станеш мултимилиардер и преку ноќ можеш да банкротираш, но пак ќе кажам, не за македонски услови, тие банкроти се далеко од нашите услови, значи тој иако банкротирал со бизнисот, не е за жалење, ќе повторам, во 60 земји му оди шоуто, зима за тоа големи авторски права, значи има и понатаму многу пари. Од друга страна, успеа во 30 земји да вметне во образовниот систем од прво до 8 оделение предмет готвење на храна, готвење на здрава храна, чиј автор е он. И тука тој исто така веројатно зима огромни пари. Особено е дека задолжителното образование на храна во училиштата, колку што се некои информациите по медиумите, инкасирал од британската влада 1,5 милиони фунти. Ама на моменти мислам дека тоа корисно и за нашите деца кои се ориентирани на фастфуд и на таа динамика, се што е надвор да се јаде, а се што е дома да се гледа. Тоа на некој начин според мене, ќе бидам отворен да кажам, пошто анализираме, нели малце лицемерие, дојде тие што не ја вметна брзата храна од надвор во нашата земја, сега да ни продаваат готвени јадења, а ние традиционално овдека, кога би готвеле, би имале сигурно 2 милиона Џејми Оливери. И не само тоа, храната е сепак најголемиот продукт за трговија и за од ланци. Нема да го жалиме Џејми Оливер и натаму ќе го скрпи месецов. Ќе го скрпи. Поштено гледачи, тоа беше Дејан Андоновиќ, микс од малку кујни, она на Трамп и она на Џејми Оливер. Сега доаѓа време за нашата кујна и уште повеќе за нашата Маја. Погледате со како шарм ви нуди еден нов рецепт.